А сега дојде време за првите гости во студио. Обично се вели крушата под круша паѓа, па така и талентот е наследен. Тоа ќе биде и денешната тема, музичкиот талент како семено наследство, за кој што ќе зборуваат господи Оливера Божиновска и Филип Божиновски заедно со Сузе. Добро утро на сите. Добро утро. Верувам дека ќе имате интересен разговор. Едва чекаме да слушаме. Едва и чекаме и малку да си запееме, така да им го отвориме денот на нашите гледачи. Ти благодарам, Оли. Добро утро и поздрав до нашите гости. Добро утро. Добро утро. Оливера Божиновска, именјачка на нашата колешка, и Филип Божиновски, еден од најубавите, најпрепознатливите машки гласови во последните 10, па и можеби 15 години. Фала ти на убавата најава, поздрав до тебе и поздрав до сите што не гледаат во моментов. Одамна не сме те виделе во Алфа. И вака ми беше задоволство заедно со својата мајка, која ја запознав многу подоцна од она што тебе те запознав и лично, а и јавноста имаше можност да те запознае во 2011-та, кога ти беше победник на едно големо музичко шоу, така нели? Точно да. Тоа беше од скоро колку години има од тогаш? 14 години. Едно убаво искуство, шоуто се вика М2, мораме да го спомнеме, каде што јас за прв пат, нели, јавноста многу ме знае од тоа шоу, ме знае и од другото шоу кај што бев после. Али тоа беше првиот контакт со камера, со рефлектори, со студио, со публика, со сцена и само пофални зборови за тоа. Браво. Да. Ке говориме ние и за другото шоу. Оле, мама Оле е твојата многу голема поддршка, ама и жена која не само што ти го даде животот, туку веројатно ти го даде и талентот. Да. Така? Да. Да. Затоа велат ти дека е да го имаш генот на твоите родители и да го имаш талентот од твоите родители е вистинско наследство кое што верувам дека ќе продолжи и понатаму да се дели на твојата Софи и на многу други генерации. Оле, да се има популарен син е привилегија, така нели? Точно. Гордост. Ама и да знаеш пак дека од мене, од мојот музички талент добил и тој некоја привилегија, тоа е уште поголемо богатство. Во вашето семејство не се споделува само љубов, се споделува и многу музика. Колку се пее кај вас дома? Многу се пее. Нема потреба да биде некоја прослава, да биде некоја собиранка со некој повод. Може и така да си запееме, може така да си се здружиме и да ни текне. Знаеш, оваа песна, онаа песна, обавезно се некој, кога имаме нешто, кога се во два гласа, па тоа е уживанција, да пробаме. Еден да почне, па другиот продолжува, сега кои се надополнувам. Керката не е по талентот за пеење, меѓутоа таа игра, така да во нашиот дом и се игра и се пее. Кога не се пее, тогаш се игра и обратно. Да. Не знаеме дали нема талент. Не, има девојчето талент, ама ова е повеќе. Ова е повеќе, да. Велат крушата под круша паѓа, ама некогаш може да се стркала и под некое јаболко, да речеме. Јас кога дојде моментот да станам мајка и кога видов дека не секогаш талентот се пренесува и на нашите деца, бев многу збунета. Не бев разочарана, ама бев многу збунета и за мене беше тоа малку шок, меѓутоа потоа сватив дека секое дете има таленти за нешто, само треба да му ги препознаеме и треба да му ги растеме талентите. Колку вашата Софи, убавицата Софи, ќе ја видиме подоцна и на некоја фотографија, наследи од талентот на тато? Мојата Софи има 5 години и тоа досега што ја можам да го слушнам е дека има многу добар осет за ритам, што е исто Ете, а Софи? На добар пат сме, да. Да, ова е Софи, со братовчетчето Лука. Има осет за ритам многу, но се уште го немам слушнато оној талент за пеење. Али, нели, само 5 години мислам дека и дај Боже да наследи нешто од мене, од тој талент. Браво, секоја чест. Еве, малку од вашиот семеен албум, ова е сопругот, со кого имавте еден голем јубилеј, неодамна, така, нели, Оле? Да. Тоа е бога ми од поодамна, тоа е 25 годишен. Сега сме 35, али и од неговата фамилија се сите музикални, така да спојот е идеален.
И од Мораме кај да го нашата пофалиме фамилија. и тате, значи да. Сабајле рече да го поздравиме, ве поздрав до тате, Да. пошто и он има Па што ли го зедовте и него? Има Има место талент. на нашиот... Да. има талент за пеење, има осет за ритам, така да ете и он. Така има. да, секогаш заедно Да. се подржуваме и пееме. Браво, секоја чест, да, ова се приватни фотографии, Да. моменти во кои семејството се собира, Супер. секогаш кога Тоа ни е семејството убав се настан собира. во Шведска, кај мојата сестра. Поздрав Тоа до исто сите во јубилеј Шведска, роднините. 18 години и таму исто се пееше, исто и Филип, исто сите, да. Колку големо ги пренесуваш на Филип, на Софи и на твоите деца, на помладите генерација, од она што те следам, гледам дека ти толку многу љубов и време посветуваш и на внуците и сакаш секое време да биде исполнето и да има во тоа многу игра, многу забава, многу музика. Колку му ги подсетуваш децата на вистинските вредности, дека во едно не така дамнешно време семејството секогаш седеше на маса, колку дал Бог толку и секогаш покрај храната имаше и музика. Сега некако се луѓето отуѓени. Филип, нели е така? Многу. Така е, кај нези имаме едно правило, кога се собираме на ручек, нели? На семен ручек, дека телефони на маса не сме да има. Браво. Тоа е правило број 1. И секогаш некој, ја и сестра ми сакаш нешто да Обавезно, видиш, да пак ти има пришел некој непослушен, да. Но пробуваме сето тоа да го ставиме позади Да, нас. треба секој семејство вистина тоа, ама да држи до тоа и да барем кога се луѓето на маса седнати собрани, барем тогаш да ги одложиме телефоните и да ги одложиме небитните нешта со кои И, се... и највеќе нешто кога зборуваме, ако не ме погледне тој што зборува во очи, готово. Јас не продолжувам и викаат, мама сега, готово, значи мора да ме погледнеш во очи. Така и се обраќаме, нели? Мораш така, не можеш, нешто, кажи мамо, ти кажи. Не може тоа така, мора да се зборува и да се гледа во очи. Велат дека за детето многу нешта ќе дознаеш, ако барем 30 на минути во денот разговараш и се гледаш ефективно, не мора во... Ајде малку музика да се подсетиме на Филип. Филип, која година е оваа снимка што ќе ја видиме? Оваа снимка е 2015. Не, може е покасно, 2016, тука ја извадив мојата песна Анџел и тука ја промовирам, али тука промовирам нешто друго. Пеаме на преубава македонска стара песна, Болен лежи мојот Стојан. Младата невеста, смашко дете во раце. Солзи рони, солзите и капат, постојано во лице. Ајмо еше едну строфу одмah. Стојан се подразбуди, на невена говори. Ој невено, ти млада невесто, што ми лади лицето. Дали ситна роса подростува или силни дождови. Прекрасно. Фала ти на ова видео, го немам одамна видено, така да убаво се Се присетив. потрудив да најдам видеа и да иако има толку многу снимки каде што ти пееш и снимаш во твоето мало домашно студио, но се потрудив да најдам некаде каде што има добра енергија и публиката буквално е опиена од убава музика. Што ти донесе настапот, односно учеството во Звездите на Гранд во 2015 година? Колку врати ти отвори нови? Прво ми донесе многу голема популарност. Ја до тогаш, да, имав популарност од првото шоу М2, но ова шоу беше нели надвор од нашите граници на нашата земја, на Македонија и многу поголем број на луѓе ме дозна и добив многу повеќе публика. Тоа е таму една страшна машинерија која што функционира одлично и ми донесе две песни имам од нив, Туго моја и Анџеле. Така да едно одлично искуство морам да признам. Лесно ли беше во тие
во тие месеци, во тие години да се следи Филип, бидејќи тоа бараше Тогаш беше огромен физички одење напор. цело време Скопје, Натркала, Белград, Скопје, натркала, Белград, живо Скопје, се Белград. натркала. 10 пати одевме заедно. Имаше неколку пати кога ти отиде со другари, али Да. тоа беше посебно доживување. И ни фалат тие моменти. искрено. После Таа тоа ни фале. еуфорија, таа Искрено, еуфорија, да. таа После возбуда. тоа ни фалеше. Овде на масичката гледате една зелена тетратка, која воопшто не е обична зелена тетратка. И токму е поврзана со семејното наследство. Некогаш во наследство добиваме недвижнини, па автомобили, па куки, па едно, па друго, па трето. Некогаш добиваме добро воспитување, кое е исто така бесценето, а некогаш добиваме една ваква песнарка која што Оле започнала да му ја полни на Филип кога тој имал само 10 години и можеби тогаш и не си ни била свесна дека него музиката ќе му биде Имало нешто што ме инспирирало, ама сум сакала нешто да оставам, во тоа и сум успеала, многу ги за сакам Филип македонските Божиновски, народни песни. песнарица, стари македонски песни со љубов од мама. Прочитајте уште еднаш ако ова не го прочитавте. Колкава вредност има оваа обична зелена тетратка, навидум обична. Значи внатре се најголемите македонски бисери, најголемите македонски песни кои што се пеат со децении, верувам дека ќе се пеат уште многу долго после нас. Често и се навраќаш на теtratkава, Филип. Морам да признам дека одамна не сум ја отворил, пошто веќе ги знам многу од нашите македонски песни, но ова е еден од првите додири мои допири со македонската наша народна песна. Ја до тогаш не сум ги знаел, не сум ги слушал на 10 годишна возраст. Па не си толку многу, да. Али овие Што, прва ти песни си се толку многу млад, ќе видиш како после 40-тата, па 50-тата, па како нешто ќе те тера се повеќе да истражуваш и да ги студираш секоја една по една. Уште Да. едно кратко видео ќе погледнеме пред да ве чуеме во живо, бидејќи знам дека е рано наутро, ама па очекуваат гледачите да им испееме и нешто во живо. Ајде да се потсетиме на едно друго видео, Филип. Тивка ноќе сите спија, само ние двајцата не. Јас и мојата гитара по твоето пенџере. Тивко свирам за да можеш да ме чуеш само ти. Колку љубам ке ти кажа моите звучни акорди. Тивко свирам за да можеш да ме чуеш само ти. Колку љубам ке ти кажа моите звучни акорди. Еве ова беше само вовод во серенадата која што ќе видиме како подобро звучи, дали подобро звучи вака како што ја чувме сега или ќе звучи подобро тука во живо без музика заедно Оле и Филип, ама уште малку накратко. Знам дека Филип има многу настапи и знам дека те бараат насекаде. Знам дека си чест гостин, забавувач на свадби и кажи ми без што не поминува ни една македонска свадба? Без која песна не поминува? Многу македонски песни, али еве би ја издвоил Свадба е голема. Таа е песна. Таа е химна. Од нашиот Војо Стојановски, доајенот на македонската народна песна, која што е буквално оди неколку пати на некоја свадба. Така. Да. Браво. Секоја чест. Верувам дека се тие свадби многу успешни и фала на Бога што ги има тие свадби, па што можеме да те слушаме барем таму. Ама би сакала да те слушаме што почесто и да те гледаме што почесто, бидејќи ти си сега во најдобро време, ова е твоето време и мислам дека треба да почнеш да размислуваш малку посериозно на некој голем музички проект кој што можеби и тебе ќе ти отвори уште некоја врата плюс од оние што ти ги има до сега. Ти благодарам, искрено ми фалат ваквите гостувања и емисии, така да еве јавно можам да кажам дека
ќе ставам на мојата кариера повторно за да почне да Ставија ваков глас како твојот е навистина жално да остане да биде само да разубавува само свадбени веселби и други церемонии каде што знам дека едва и стигнуваш да најдеш време и приватно, ама искористи го тој прекрасен твој глас кој што е редок, многу редок на овие простори. Оле исто така активна, иако мајка, сопруга, баба, жена со своја кариера, со работа, но наоѓаш време и за музика, така? Си најдов нешто многу убаво, што веќе трае втора година и во кој уживам и одам во хорот, на музикотерапија Фрида од Македонија. Толку ми е убаво и сопругот често пати ме носи и вика, значи, стварно уживаш, а стварно. Една те носи, друга те враќа. Да, тоа го кажуваат и сите наши членки по големиот дел, дека буквално во едно расположение влегуваат внатре, а сосема во друго расположение излегуваат надвор, и тоа е и поентата на музиката, да го прави нашиот живот поубав, подобар и да не прави да ни е се малку полесно. Нема да ни ги однесе проблемите, но ќе ни ја смени перцепцијата на кој начин ние гледаме на нашите проблеми. Тука е некаде време да се поздравиме, ама и да запееме нешто. Пред да се поздравиме, се разбира, ќе ја запееме. Ако биде тоа серенадата, еве ќе ги погалиме сите оние кои се уште се излежуваат, се уште се така лабави, се уште се по дома. Нема да ве заспиваме, ама ќе ве припремиме дека треба да се разбудите. Повелете, ајде. Тивка ноќе сите спијат, само ние двајцата не. Јас и мојата гитара по твоето пенџере. Тивко свирам за да можеш да ме чуеш само ти. Колку љубам ке ти кажат моите звучни акорди. Тивко свирам за да можеш да ме чуеш само ти. Колку љубам ке ти кажат моите звучни акорди. Колку љубам ке ти кажат моите звучни акорди. Браво, браво, прекрасно. Би сакала да можевме да траеме, да пееме, ама ќе пееме повторно. И тоа малку подоцна, кога ќе бидете малку опуштени и кога ќе имаме, се разбира, време да ни дојдете повторно, ќе ни биде задоволство. Ви благодарам многу и нека има многу музика и во вашиот приватен живот и во, се разбира, во професионалниот. Ти благодариме многу што не покани и што ова ни е прва средба, или? Филип? Прва заедничка. Во емисија, да. Прва, ама не и последна. Ве чекаме повторно да си пееме заедно. Многу, многу благодарам. Благодарам, одлично. Тука ни ја направивте убава предновогодишната атмосфера. Јас мислев, Суза, и ти ке запеш. Јас само слушав и уживав. Исто и ние тука, сите и во режија, верувам дека одлично ги подготвивме за овој четврток, но добро што јас не запеав.